за соништата што никош нема да се отстранат. Тоа не беше само несреќа, тоа беше системски пропусти. Јас се излеков во последните. За мене мислеа дека сум почината, бидејќи лежев до лица што се мртви, бев потрупана од други и исто така не сакам многу да се навраќам на таа вечер. Целиот град враќа некои спомени со луѓето што веќе за жал ги нема и искрено не би сакала да продолжам тука да живеам веќе. Значи ја гледате својата перспектива надвор, меѓу другото и сите спомени да се неубави спомени да се залечат, што се вели. Па да, ама спомените нема никош да исчезнат, само времето ќе ги залечи раните што се настанали. Да ви кажам наискрено, како млад човек, млад активист, најтешко да се живее со болката што никогаш не исчезнува и можам да ви кажам дека личната перспектива, односно перспективата за живење во оваа држава ми се потполно смени, односно не сакам повеќе да останам овде, сакам својот живот да го променам во друга држава, а пред тоа сакав да си останам како жител на оваа држава, но веќе тоа се смени после сите тие настани и сите тие работи што ни се случија во последната една година. Само со промена на системот, ние на некој начин ќе можеме да се одолжиме кон тие кои што трагично го загубија својот живот и со тоа да покажеме на сите идни генерации дека има перспектива во овој град.